Награди на државни надпревари, основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Делчево се вбројува меѓу училиштата во Македонија со најмногу државни награди во една учебна година. Никола Орлов и Валерија Илиевска се меѓу учениците кои придонесоа ова училиште да биде меѓу најдобрите во државата, со освоени втора и трета награда на државниот надпревар по физика. Со постигнатите резултати од регионалниот надпревар по физика се здобив со учество на државниот надпревар, а таму го освоив третото место. Конкуренцијата беше силна, имаше учество зедоа околу 60 деца од повеќе градови од Македонија. И на 16 април се одржа регионалниот надпревар по физика со кој се здобив со кој се пласирав на државниот надпревар по физика кој се одржа на 21 мај во сабота. Исто така се здобивме со втора награда. Уште еден државен надпревар е предизвик за основното училиште Свети Климент Охридски, а тоа е државниот надпревар по хемија. Оваа учебна година, исто како и минатата, продолжуваме со истите успеси, дури ги надминуваме. Зад нас е голем дел од државните надпревари, меѓутоа останува уште еден државен надпревар и тоа е хемија, кој што ќе се одржи оваа сабота на 28 во Скопје и на кој учество ќе има истата ученичка Валерија Илиевска, која што освои многу награди оваа година. Благодарност до сите ментори и до сите ученици кои учествуваа, кои допринесоа нашето училиште да се промовира во рамките на нашата држава. Ученичката Валерија Илиевска, единствена од Делчево со своите безброј успеси оваа и минатите години, ќе го продолжи своето образование во престижното приватно средно училиште Јахја Кемал, каде во приемните уписи таа ги освои сите можни 100 поени, со што се здоби и со целосна стипендија од околу 27.000 евра. Своето образование ќе го продолжам во приватното средно училиште Јахја Кемал, во кое се здобив со целосна стипендија околу 25 до 27.000 евра. Делчевските ученици од основното училиште Свети Климент Охридски први, втори и трети награди и места добија на државните надпревари по биологија, природни науки, географија, физика, математика и хорови оркестри.